Clouds are calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down Sunday. Докъде дойдемо? Докуде дойдемо? Не знам. Па се од почеток. Ајде. И да Скопје. Кажамо, значи, туј су бандере, туј е Батко Ѓорѓија, туј е занатски дом. А кафане куде? Со кафане су на другу страну, да не се мешав кучи работи. Каков е ноќниот живот? Каков бил ноќниот живот во Куманово? Ова кој е преда збору за ноќник е збору за дневни живот. Ајде. Пошто има дневница и ноќница. Познат е овој касапски круг каде што ќе идеме во Бабацану по едну работа дека све су биле тамо месаре. Затоа или касапи. И на некоја касапина да ga слуша публика во ако може. Публика да ga слуша во ако може. Значи, касапски круг и на некоја касапина, пошто сви биле и конкуренција имало. Не му ишла работа. Добро. И земе со тој, тега не знам што имало, фломастер или тие по маркер. Оловку. Да, текст маркер. Оловку, крупно, и напише, пошто нешта, колјам по куќе. Колјам по куќе, како ќе каже. Швајдер ќе каже, целивам по дома. Да. Целивам по Тоа е дома. здраво, стиваме за телевизија. Да. И такој. Колјам по куќе. И од сега од касапски круг микс, отворива се кафане, прво беше Батко Ѓорѓија, па се мереше многу шкембе чорба, Мезелак, тој е препознатив е град суџук, тој е по Куманово е препознативо по тие специјалитети автохтони, само у Куманово има кумановски мезелак, иначе би бие, пази, еве го Бабацана, би бие врајнски, значи кумановски суџук, кумановски мезелак и тоа е карактеристика за град во однос на храну. Еве улазам овој познат, кој пишува Бабацана, ама не е само Бабацана, има и други ресторани. Да. Ноќен живот бија, значи исто е. И трчо по старе кафане, имало познати кафане по Куманово, имало исто музика. Тоа е после ратно што го викамо на кое поише се сеќам ја. Овдека исто тој кафански живот е бија, ми се чини и по-динамичен. Сега е све во тој више во друго нешто премиксано. Поише су кафичи, забаве, дискотеке. Покушаја Бабацана, шејки, друштво да направи тој имидж, да се осети тој мирис на Куманово, тој староградска приказка, да има тамбураши, и овдека сме свирили и надвор. Овде летно време е фантазија, да, сигурно. кајде, значи на овце. Ајде да видиме. Познатата Бабацана. Ова е порта на Македонија, да не кажам Капија. Добар ден. И идеме. Сега ја по протокол по Кумановски, значи како добар домаќин, да ти на здраво, добродошли во овој убав град, Слободарски, Куманово во срце, и да си жив и здрав и ти и твоја екипа, и па да ни дојдете, ова е убав амбиент. Значи ова вака што го гледам. Скадарлија Кумановски. На Да здравје. здравје. Добре дојдете, на здравје. Ем га точило, ем се смејало, ту испроти мене, бабо, песме појало. Ем га
точило, се смејало, ту испроти мене, бабо, песме појало. Па, И вино браво! пило Ајде. црвено. Вика бабино девојче, куде е тој дедо? Дедо не дае. Не дае го бабу. Многу добро ги интерпретираш. Па ете, мои су песме тренирани, па да. Па актер, затоа што глума и сцена треба искуствено, многу, мене ми е лично помогнала. Ја у театар сам до 13 години се занимаваја с глуму, с актерство, у Кумановски народен театар. И можда и тој почнуја таа моја музичка кариера, која е после откриена. Јас сам кариеру почнеја на 29 години. Еве, сви почињав у Градинку, с 3 години пропојале на Златно Славиче. Ја у театар, театарско бифе, неколку представи, Мајка храброст пеев, Тафар го играв во... Прочитав за тебе имаш над 100 представи. Па имам, бога им. Па у тие од 73 до 86 у 13 години рачуј на, значи се што сум од статирање до некои доглавни и во сценскиот лабораториум, беседа тој е алтернативен театар при Народниот театар и во професионалниот театар, бога ми дека има преку. Тоа значи првото дело или костум или како се вика, говорете македонски, сам го сашио од хонорар у театар што се наземаја со 19 години, 20. И како доаѓа ситуацијата од театар на музика да се префрлиме? Па еве таму, пошто пропеав основно, нели, пеев тогаш во гимназискиот хор, во сите хорови што постоја во Куманово, а постоја камерниот хор, градскиот хор Илинден, и после тоа нормално се случи 83-та година ентузијасти од 8 луѓе заедно со покојниот мој композитор Миодраг Мичо Божиновски да го формираме Октет Куманово. И од тука почнува мојата музичка професионална кариера, зашто веќе следната година ми ја пишува култната и за мене прва песна во кариерата "Кажи Милено Душо", кога немаше ни Валандовски фестивал, ни Цветници. Јас сум претеча или предвесник на новосоздадената македонска музика и тогаш ми се широко отворени портите во македонската естрада и соработка со Мичо Божиновски, многу песни со него направени, новосоздадени, а после соработка и со други композитори, од Димитар Масовски, преку Зоран Джорлев, до Григор Копров, до Миле Барбаровски, со кој ден денеска соработувам, и Огнен Неделковски како автор на стихови, текстописец, како љубите да кажете. Мојата кариера е веќе 37 години, плюс ДДВ. Кажи Лено, кажи ми душо, кажи Милено Душо, што е поубаво на овој свет. Лено, од сретната пица во лед. Ленче Кумановче, познатата бегалка на Васил Илјовски. Јовка Кумановка која не избега, туку како што ви рекле овде прошетала се. Батко Ѓоргија, 3 невесте, хит шлагерите на Петар Пешев, еден бакнеш и приспивна за Скопје. Октетот Куманово, легендата на македонската тамбурашка музика Драгомир Шојќ, Трајко Прокопиев и уште многу врвни таленти се дел од идентитетот на Куманово. А една жива легенда денеска не води низ душата на градот, на кој што и самиот му даде душа со песна, шега и мудрост. Нино Величковски, човекот чиј глас е оркестар. Кога му рековме да земе тамбура, Нино само се насмеа и рече: "Не ви треба, затоа што мојот глас е тамбура." А како доаѓаме од таа музика до тамбураши? Тоа, бидејќи кога ќе се спомне тамбураши, првото име кое што... Асоцијација. Па, сте вие. ова кој, значи, битно е да... Ама на Кумановски. На Кумановски да ви објаснам малку по, како се вика, по-фигуративно и по-пластично и еластично. Највише мерак мој и љубов према тамбуру е период кад се раѓа песма "Свирете ми тамбури". Тоа е далечна 89-90. Тоа е песма родена у кафану. Значи, на една промоција на Октет доаѓа една екипа од Скопје, покај Јонче Христовски, Миле Брзанов, Љубец Светановски во
уредниците на народна музика у македонску националну телевизија. И ми Шоиќ, мои тамбураши, Чамитко покојан, цел вечер до сабајле. Тој беше радно време, како е до сабајле. Не се затвара кафана. И многу музика и се инспирира Љубе Цветановски, автор на стихови. И пишува, дома се враќа на едну салфетичку, баба Цана е како овај баба Цана салфетичка, свирете ми тамбури, в песна ја барам, сета моја љубов пак да ја дарам. И цела песна им, Мичо иде дома на клавир, немаше мобил, немаше, седне, ја компонира, припев све и ме вика утредента, значи у едно деноноќие е родена песна. Вика, имамо хит. Чим имамо хит да не га давамо ни на Валандо, ни нигде. Ќе го снимемо и издавам тогаш меѓу први во Куманово најверојатно LP плоча и ставена наставна Свирете ми тамбури. Тоа е песна за мојот другар Шоиќ, покоен, Свирете ми тамбури, која значи 89-90 се 31 година како постои и тогаш се отвараат портите за тамбураштвото, заљубен у тамбурата и тамбурашкото музицирање, гледајќи го Јаника Балаш, Звонко Богдан, Петрова Радин и кумановци, викави така дале. Има континуитет, 17 години тамбурашки фестивал и од тој период можда у Куманово имаше 10 оркестри што по кафане, од Гезме преко кумановски тамбураши, преко На здравје и еве табиет од Свети Николе, ама туј смо. Ќе ги спомна и кратовчани и раѓа се на тамбурашки покрет или движење како сакаш, куде што еве с година имамо ми тој тамбурашка, кој не ќе тамбуру на овце да му правиш кајде или малку по кумановски ладила. Значи тамбурашка музика е податлива и одговара за мерак, а и ова е мераково е све што гледамо. Мастрав, мерак, на М почиња, али е убава работа. Да пробаме нешто. Да видиме и да не искочи дека е само за гледање. Има девојку само да го гледаш. Само да видам што има. Па што има? Од Сиренце. Сиренце. Ајде да видиме и да погаѓамо кој ga прави. Како наградна игра ќе биде. Ќе ти ставаме или ќе ти Јас стави сам? сега сам за гледање упаче, така и се престрашувам. Веган да не си. Не сам веган, сам беган. Бегам од овој. Али за Сиренце, поише сам за младо Сиренце. Да видиме. Може денот не ни се погоди, ама Али до ноќ не се знае. како беше она? Имаш едно ова ноќ не е мој дан. Да. Тој на Асе Русевски да не е изјава. Кумановац. Да, па бокс, прв олимписко медаља што е да не е град е 76 од Монтреал Асе Русевски. Олимписка медаља у Монтреал земена 76 година, трето, значи фактички бронзена медаља. И беше дочекав дека у град памти Куманово. Како Ѓоковиќ што го чекав у Београд, тако и Аце. Аце е мој комшија, голем пријател. Поздравljam го и прилику и е препознатлив удел на како што е Вуједин Станојковиќ у фудбал, Павле Георгиевски што останале и да не ми се наљути сви други што су дале. Кумано е препознатлив и по фудбал, бија, по кошарку сигурно, по рукомет, има многу спортски работници и луѓе кои се занимавале и још увек се занимаваат со спорт. Така да има свој душу град и на културен план и на спортски план. Многу се луѓе не само занимавале, него се дале за град и још увек си постои една традиција на која треба да се негуе, да се остане на подмладак, да се повише млади занимавав со спорт, со овој дел на оној што се вика култура и да го чував традиција. Ми не може да збориме за идентитет, а да не поедеме од свој двор, од свој град, за да со свој личен пример докажемо и покажемо како се чува своја држава, како се сака свој град. И тек так не треба да збориме за идентитет. Тие смо, македонци смо, живиме на овие простори и треба сами да си го чуваме држава. Ако идентитетот на Куманово му го дадоа сите оние кои му оставија по парченце душа, моторот на Куманово е кумановската индустрија.
Овде животот го вртат хидроакумулациите, капиталните објекти на кумановските нејмари, монополот, алфа и омега на кумановското стопанство во тој период, фабриката за шавни цевки 11 октомври, конфекцијата Киро Фетак, ЗИК и секако легендарниот Чик, кумановскиот чевларски гигант. Во Куманово се славело кога некој занаетчија ќе заработел повеќе. И затоа важел за град во кој немало многу, но за секого имало помалку. Поранешниот Чик денеска има своји чевларски радикали. Околу 60 на помали фирми кои ја продолжуваат традицијата на добрата чевла. Подеднакво конкурентна или барабарна Италија и самата со своето копно налик на чизма. Кумановскиот Дон Жуан де Марко ја продолжува својата приказна, овој пат од фабриката до излогот. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. За кои од светските брендови имате до сега работено? До сега имам работено за... Ајде да почнеме некаде, кога дојде Джино тука е Форментини, тука е Фалкис, кој што се уште работам, тоа е детски програм. Имаме работено за Алберто Сетини, за Гучи, за Дествар, сега новите модели. Голем број сега, во моментов да ги набројам, значи голем број на брендови имаат Валентино, Прада, значи тие имаат работено на нашиот простор и тука. Некако не учиме, треба да учиме од соседите, бидејќи кај нив се големите брендови. Ние сме центар на Балкан, каде што можеме да работиме. Репроматеријалите кои што Италија ги набавува од Азија, ги набавува од Индија, кожата претежно таму доаѓа. Тука ни е Солунското пристаниште, кај нас поминува, не може да ги задржиме тука да отвориме да работиме. Некако не можеме да направиме услови, бидејќи лом производството, кое што нашите власти го сматраат за неисплатливо, јас лично велам дека е доста исплатливо. Ние немаме школа каде што учиме. Ние учиме од техничарите, од стварно стручни лица кои што ќе дојдат од Италија. Тие ни се нашето школа. Јас ви посакувам уште многу успешни години, ви посакувам срекна 15 годишнина. Ви благодарам многу. Здравје да се видиме со нови модели, со нови програми во некој следните. Ви благодарам и на вас што се дел денеска тука од Куманово и што се во нашата компанија. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but stay over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off them shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but stay over my blue suede shoes. Let's go, cat! Oh, walk the dog. Well, you can burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay over my blue suede shoe. Rock it! For the money, two for the show, three to get ready. Now go, 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 but don't you step on my blue suede shoe. Да заклучиме. Куманово си има и идентитет, стил кој оди со добри чевли, ама и нокаут кој оди со славните зборови на Аце Русевски. Овај ноч nije мој дан. Овој пат нокаутот зададен со добра храна која оди со мастрав муабет, гурмански подмачкан со специјалитетите во Баба Цана, а во друштво на Нино Велики Величковски. Муабетот продолжува за новата реалност која не снајде сите, а особено уметниците кои се вистинските јунаци на ова време.
Како се справува еден музичар во време на корона, еве како вас? Па еве годину и кустур без Нема пеење, нема ништо. пеење. Сега да кукаме, да плачеме дека треба да не субвенционира држава, ако не сме на време печалиле. Ама треба да има некој терк како има за други, зашто па да овој музички дел не биде покриен, да не кажу, еве, угостителите су без работу, нема свадбе. Ја ако тој период на годину дена сам имаја 100 наступа, сак немам 10, немам 2, не дека не ме викам, не може. И надвор не може да искочи. И сви ми заедно смо на не на бандаш, ама знаеш, доваѓа, не ставljаш у ќупче, него трошиш и ќе се испразни ќупче. А музичарите се дел од тој идентитет. Намерно и ја вртам таа тема. Еве, јас имам и ќе ga кажу јавно, тој без никакви политики, дека во оној време у Македонско радио телевизија збору имаше Народен оркестар, оркестар, ревиски оркестар, оркестар на народни инструменти с Шика Пеце Атанасовски и 4 оркестра, 2 студија, забавна народна музика, се чекаше ред. Сак нема ништо. Камо идентитет? Па како ќе го бранимо ме идентитет? Со што? Кумановци да продаваме зевала. Значи мора конкретно да се тој врати, луѓе да снимав музику, да давав нови вредности, бидејќи свак труд е мерлив. И тој што ќе оставимо позди себе, тој некој јутре ќе го цени како етномузиколог, на крај крајва не мора. Да, народ ќе го цени. Песма ти е обнародена оноко како ти е прифатена од народ. Колку има тој фидбек, колку ти враќа. Джабе е песма, фрли го ако народ не го слуша и не го условно засака. Ако не е добра, нема да го слуша. И па еден апел до луѓе од Владо, што се занимавав со тој дел, подршка и до Љупчо Мирковски, да ги врати в оркестри, да снима песме, да се обнови студио М3 и уопште да се поише внимава и пази на снимање на ново, не само ново создадени, да се врати и старомакедонски, староградски песни да се возобноват во нови аранжмани. И не само македонски, ние сме едно мултикулти друштво, сите да имаат место под сонце да снимаат, важно да биде у функција тие студии и оркестри. Тоа е најважна работа. Ај малку повесела тема. Па весела тема се да поемо, значи. Иде. Весела тема да поемо, ама и мора да ни кажеш некоја интересна случка што имаш. Па еве, например, интересна случка. Имам едно прашање специјално, бидејќи те видов дека глумиш, морам да те прашам тоа специјално. Например, има една категорија која се вика зимање на бакшиш, само тоа не е фискализирано од држава. Имале сме многу големи, Кумановци вика, свирки или наступи, кои се, како ќе каже, нема па тој одамна е било, по $10,000 марки од тој време и била е цела приказка да се отсвири, ама нема идење тамо вамо, да не отиде некоја пара лево десно со шојќе и тамбураши. И имале сме ситуација да кад се дели бакшиш е многу интересно. Идемо на едно место каде чамитка или каде шојќе или у кафану овдека карши гарнизон и делимо ги парето и газда, тебе, мене, тебе. И у едну прилику шојќ ми ги дава паре и сак идемо дома свак, а кога се врати чамитко, жена му га ала зашто знае поголем бакшиш, ама у тој време наваѓам околу $1,500 или марки у джеп. И му вика, Митко бре, да не сте оплячкале банку, многу бакшиши. А Шоле ми вика, задржи ти малко паре куде тебе, мене да не ми ги фатим да остане нешто за троше. И тоа со тие догодовштини од тој музички живот, значи го имало многу убави работи да се сподели, jer куде музичари тој можев да романи да напише во сите тие настани, догаѓаи и случаи измеѓу нас, пошто некад сме имале мерак, после свирку у Бабацану и старо што беше или овдека, да отидемо куде Соколану парк и ако нема на куче ќе му свиримо. Ќе идемо на Бурек после тој и току ние мерак не сме досвирени, разбираш, до 12 дани е музика и ми после си правимо кајде на себе. Нема боле
осеќај музичко, ако си направиш после на себе кајде или умбавињу, викам куманот. Добро глумиш, ама како се справуваш, например, за 8 март, еве, со ваква глума опасна? 8 март? Да, те напаѓаат ли? Имав, тој наступ им беше у Гостивар, с Маргицу Антевску, поздравljam мој драго колешку, Кумановка, поемо још заедно, дај Боже се едну нову песму за Кумановка ќе поемо, и заедно, викам, добро, Мацо, у принцип, за жене треба да поев мужи, и обратно, ама ќе идемо заедно. Мислам, Македонија цвет или цвет се викаше кафаната у Гостивар, многу жени. Ако кажам 700, ќе кажеш 1000. Машала. Леле мајко, само оркестар мужи колко беа 4 и ја, моја маленкост, Нино Сироти. Велики Величковски. Вика, копчиња немаше, дворено одел. Не дека гужо много, не дека... И тешко е. Жене Нема су... ракави, нема копчиња. Не, жене су... Знаев да се весели, настали играње, појање, ај ту и песму, ајде гори, и ќе играш, што ќе правиш? И чуте, ќе да се... Иначе 700 жени готов си. Да. И колку цена, да кажеме, 3 вечери по 700 жени, викам 2100 марки. Па ја по марку од жено ли вредове, викам, газда. Вистина ли е дека кумановките се најопасни жени во Македонија? Тој да ти кажу право, моје искуство не збори како најопасни. По живот опасни или? По секако. Па се види, како го гледаш работу, каде жена увек нешто треба да најдеш убаво, веѓу, колено, нешто да најдеш што ќе те инспирира. Ја не викам такој, убави су, нежни су, сега ако су малко на език по-јаки, и тој ќе издржиш ако го сакаш, ако не, ќе наведнеш главу, опашче ќе знаи и ќе си преќутиш. Значи, награда за кумановчани за Нобелова награда за смиреност. За смиреност, да. И за трпение. Полака само. Шала Да, на страна. тиха вода, брег, роник. Младите каква музика сакаат да слушаат? Таа паралела сакам да ја... И па еве случај овдека каде Дали ги слушаат твоите песни? Дали ги у Бабацано, тој ќе го кажу, што мене ми се десило. С тамбураши работимо, свиримо, надвор исто, искрачамо, дојдемо. И секој овие технологија, интернети, месенџери, и секој едно помладо друштво, Nintendo, не знам што све играв игра и се сликав и селфи. Никој не ме зарежуе, па да туриш на радио, нешто ќе ти обрати пажњу. Сега мене ми идеја, ако ме слуша с 30%, да направу, да ме слуша с 50 или 60. Смени га репертуар само и одмah ги дигна, знам која песма иде. Македонски Па слушаат? не, затоа што треба да прескокнеш одредени, знаеш, редоследот почнува 7-8, па балади. И сега се слуша овде се. Порано вика, Кумано, повише српски, да ти иди у Прилеп, иди у Битола, знае се, Цеца, Удри, Звезде Гранда. Ја не сум човек кој така ја дели музиката. А и луѓето апропо. Дели ги на добри и лоши, музику на добро и лошо. Сака има право да одбере како на пазар јабуке што ќе слуша. Не сум за турбо, не сум за нешто што не е уставно од овдека, за некои ориентали, нешто што не е наше. И тој ме помалку и нервира, зашто у Македонија куде да копнете има музика. Инспиративно, значи да се напише и како идеја за композитори, за пејач, имамо толку музику, ми увезуемо музику. Нели имамо ориз и па увезуемо, имамо доволно, уставно кажано, пак у музику многу ја лично се љуту у тој дели на фестивали, званично. Мора да биде брана за невкус, за шунд, од текстот преку тоа се Валандово, Цветници, профилирани фестивали кои ќе не натерав да го чувамо убаво македонско песмо. Ми сме амбасадори и треба да работиме на тој. Тоа е мојата визија, идеја и мисија како пејач и новеличкост. Од моје поднебје, ја прв у Македонија поју песмо 88 Бабино девојче на Валандово, пред 33 години. Тоа е на дијалект. И ништо лошо. Богатството на овој народ и на оваа култура е баш дијалектите. И зошто да не исклучено на мој, тоа е мајчин јазик, да си од поју на Кумановски, Бабино девојче.
И тој ми е една од најслушани песми, покрај Свирете ми тамбур. Не викам дека после уште еднаш љубовта да ти тропне на врата од Миле Барбар, песните се мои другари, малку треба и така. Се си има свое место и кога ќе си дојде време, ќе се обнародат, ќе се слушат или нема да се слушат. Која е твоја омилена песна? Па тој како за дете, нека ќе прашаш кој ga сакаш највише. Па мора Тој да имаш една барем омилена најмалото, песна. најубавото. Еве не мора да е твоја омилена песна општо македонска. Например, за ново создадени, ново компонирани песме, има две песме мене, кои ме бендисуев или ми се допадав, и една е песма на Копрова, Григор Копров, и мој композитор, Ех, да можам вечност да ти бидам, ја пее Петар Нечески. 90 и некоја. И песната на Перо Христов, Нема живот Ангелино. Да не зборам за песната Мојата сренада на Миодраг Мичо Божиновски, што ја отпее Гоце Николовски, да не зборам за многу песни кои се останале и ќе останат хитови, од на Наум имали песна и Фис, преку, да не ми замерат многу композитори што напишале, преку 1000 и кустур песни има само во Ландовски фестивал, од кои имам 27 години учество на фестивалот, 25 години како солист и 2 години со Октет Куманов. Може една песна, па да наздравиме. Свирете ми тамбури, в песна ја барам, сета моја љубов, пак да ја дарам, како лажна сенка, пред мене стои, сал за неја трепери, тамбурата на Шојич, донеси вино шејк, уште 2-3 тури и само нека свират на Нино тамбури. Донеси вино, уште 2-3 тури, само нека свират моите тамбури. Браво! Епа плейбек е умрен. Нема више плейбек. До пиењето колку да На наздравување. здравје, да. Значи, тој су прекрасни, преубави песме, што ги Мичо напиша за тој период еден од негово музичку работилницу и пресреќен сум и фала му за све што е напиша и направија за мене и на njega и на негово семејство и со сви други композитори што сум сработај овие 37 години, а не су тој малку песме. Надам се дека ќе продолжат барем док ме држи младост и лепота. Така ги викам, да е демек, моја младост и поедем. Па 37 години, еве за На 40 годишнина. за 2 на 40 годишнина ќе направиме нешто така, тамбурашка, гитарска. Сега имам еден проект гитара и вокал, 5 нови македонски песни обработки со мојот кумаш и Младен Протич, да направиме гитара и вокал. Тоа ми е прво. Направивме сега една едиција Кумановци за Куманово, ќе ја промовираме на 21 април. Ќе се обидам некои песни кои не сум ги стимила, сакам да ги снимам со тандемот Миле Барбаровски, Огнен Неделковски да ги направам, со тамбурашите да продолжам да работам. Го обновивме Октетот Куманово на голема моја радост и подршка на, реков, и на Советот и на градоначалникот, кој ќе работи, веќе го презема керката на Мичо Божиновски, Магдалена Стојанова Божиновски, која ја поздравувам, и Ирена Трајковска, нејзина колешка, што ќе го водат Октетот. И мислам дека има сенс и градот, и градоначалникот, и советниците, и граѓаните да поддржат и детски градски хор, и детска ликовна колонија. Мораме да работиме на подмладокот. Куманово, Куманово во срцето, Куманово, Куманово до сонцето, ти љубов си што не се заборава во дланка наша корава. Куманово, Кумановски ќе живее, ќе работи, ќе тагува, ќе запее, со завети Карпошови ќе запее и вечно млад ќе пресретне векови. Да сте живи и здрави. Ајде на здравје. И до година нема. До домакин човек си. Секоја чест. Значи, радуе се Астал, тој ми тако викамо. Каде е пуна Астал и срце е пуна. Бога ми, моето срце е преполно. Па, домаќин лък тако се огледа, значи да биде софра пуна, да биде луѓе насмејани и да
Се радуев на живот, тоа е. Мора да внимавам и на исхраната. Морам да кажам дека се што произведува баба Цана, тоа го слушнав од Тони како податок е здрава храна. Нема адитиви, нема конзерванси. Да, сертифицираност, направеност, сите нишани, да, знам за тоа. Мора да се пазиме. Па да, за тоа што во угостителството нема импровизација, значи треба да држите квалитет и генерално традицијата и она што се вели квалитетна храна треба да го држите како квалитет и да го понудите и изготвено и да има одена гаранција, бидејќи еве баба Цана ја колку знам, а знам од отворањето понаамо, отворањето на ресторанот и на корнер и на баба Цана, дека држи квалитетна храна, дека ги почитува сите правила на угостителство и нормално и услугата и се тоа заедно во пакет дава резултати и во Скопје работи одлично ресторанот и тука, така да Куманово е препознатливо за со добра храна, добра понуда. Некој виц кумановски мора да ми кажеш. Па еве кад некој студираја од Куманово или Кумановски крај, независно, у Београд, ама отише да студира и не доше, скоро 4 дипломираја и тега се враќа дома и скача у двор, било негде февруари, март и с мајко му шета и мако по српски, по београдски, прашуе го мајко: Мама, какво е ово цвеќе? Жената се ја гледа, од кај цвеќе видео синче. Па вика: што синко, што викаш? Па мама, питам те, какво е ово цвеќе ту што видим? Синко, бре, ја не гледам се. Па мама, какво е ово цвеќе овде што ти показујам? Синко, бре, па тој не е цвеќе, празие. Како и секој вид, така и со песните, сигурно има некоја приказна која што е вистинска позади нив. Дали има позади твоите песни? Па да, реков за свирете ми тамбури, тоа е од животот од тоа, но за бабино девојче, може би сум го, ќе се повторам, но важно е дека таа песна како база, како основа има старата песна, тоа е стара песна отпејана во Бајловскиот крај, Кумановскиот крај, село Бајловце, и јас сум ја слушнал од дедо ми, сум запишал текст, а сум ја меморирал музиката и отидов кај мојот композитор во неговата музичка работилница, му ја отпеав, он наукерче си ја сними и вика: дојди после неколку месеца да видиш хит, бидејќи таа песна оди: Што ми се пие, бабо, тој руино вино, што га точило, бабо, тој е девојче, ем га точило, ем се смејало, ту испроти мене, бабо, песме појало. Труп, труп до мене, труп, труп до тебе, труп, труп до мене, бабо, баш на колено. Значи, така е запишана, со повеќе 6-7 строфи, и Мичо изводи 3 строфи, со припев направи нова песна, боемска, 88 година, и беше у тие 10 години една од најслушаните песни, така барем прогласена за фестивалот во Ландово, и една песна која е препознатлива, која мене ми ги отвори портите во македонската естрада, за да следна година дојде Бабино девојче, и односно Свирите ми тамбури во 2 години 2 хита тешко се прави, и после 92 кога отпеа Гоце, покојем Бог да го прости, мојата серенада исто победничка на серенада на Широк Сокак, некако малку беше пеена, јас се обидов и со октетот, мислам се сними со октетот, после јас со тамбурачите и сам, долги години таа песна исто е слушана, мојата серенада, сигурно ја знаете, и исто сакана моја песна. Ајде додека сме во малце да закачиме една тема која сме кај музиката, Евровизија. Што ваше мислење како една музичка легенда за моменталните случувања? Ја имам свое видување дека во изборот на песната од Македонија за Евровизија
Многу треба да се внимава. Се абстрахирам од последната песна, имам и за тоа свое мислење. Порано имаше надпревар, нели, за кој ќе победи да оди на Ако не Евровизија. со оркестар, Со сите нишани. И тоа било и порано и за бивше, секогаш не отише на добрите песни. Извини, газда Тони, ако може и за нас уште малце брзо се троши. Добро, Тони, поработи малце, мисли нема зме. Значи, кои песни не отишле од тоа време? Негде изван планета, второ место, значи не отишле да ја представува Југославија. Многу песни кои биле ептен после тоа хитови, не биле победнички на Евровизија. Тоа е во тој моментум така изгласало тоа жири, така телевоутинг или така се изгласало. За мене и по мене, Македонија, ова прекрасна и убава држава, треба да ја представува во тој момент најдобриот со најдобра песна, бидејќи таму се вика песна на Евровизија, не пејач на Евровизија, колку е убав или колку, значи да се одбере на добрата песна. Тоа е основа и одберената најдобра песна ќе према оделоли ќе купиш вратоврска или кравата или обратно. Значи према одбраната песна, квалитетите пејачки ги знаеш, дали е машки вокал или женски, ќе одбереш Тамара перфектна, вон временска пејачка за мене. Значи не ли беше на Евровизија лани? Така е, така е. Има многу квалитетни вокали, пејачки, не знам од каде сега одеднаш, дали е Васил, дали е, ќе кажеме ќе иде Тодор, ќе иде Трајче, ќе иде Нино. Кој го одлучува тоа? Тројца, двајца, еден човек. Или ќе се такмичат, ќе се надпреваруваат, или ќе се направи комисија, жири од повикани луѓе, кои ќе направат одабир, избор, или како се вика на најдоброто од Македонија. Како што е најдобро овдека пршото кумано овој, како што е виното, ова е зелјанче. Ова ли е цекето? Да. Суџук е само за Ова што гледање. е? Кромиче. Овој може се проба. И да. Браво. И да не сега памту реч, така вика кога памти си реч. Значи да повторам, мое мислење дека треба да се одбере најдоброто од Македонија и да биде презент и репрезент, а овдека пак кажам, кај ќе копнете имате музика, талентирани пејачи на сите, да не кажам фестивали и вон ова добиваат награди, се што гледаме, значи ово е песнопоен народ до немајкаде. И затоа одберете најдобра песна, да ја одпее најдобар пејач. Пеел Владо Јаневски таа година, па ќе се стокми, па ќе го дотераат, нели како пеел Тоше Богдопрост. Најдобар пејач на сите времења, вон временски, вон серијски. И затоа мора да се внимава. Не само е важно да се учествува, па не е више важно само да се учествува. Не, така е. Те волам. Значи, Особено од така лани се наваму. представува државата. Се сеќавате ли Израел кога по 50 години стави Израел држава, Дона Дана, International, победили. Изгледала ли мушка жена, женски муж, не е битно, она победи. Лобили, мобили, таа година кога Хрватска правеше држава, победи Хрватите со, како се вика, Рива или... Значи има и треба и да се работи на тоа да се презентира. И така, тука е идентитетот, тука ве гледа некој. Спортистите, пејачите се најголеми амбасадори, презенти и репрезенти ако сакате. Како Тото Котуњо, Па United Europe па и после Европска натаму унија нека се живи и формира. здрави и политичари и ова се друго што е, а се е менливо. Човекот не е споменик, тој со години се менјава, се менува. И затоа, значи, овој композитор што можеби се инспирира сега да ја напише песната на животот. Па дај земете ја таа песна, дали таа ќе биде љубовна, дали ќе биде балада, дали ќе биде брза, спора, дали ќе биде ин или рок, таа година финците со рок, оној жесток, хеви, метал, чинам дека победија. Така беше? Така е. Можеби е тоа тренд, ама да се размислува дека ја представува Република Македонија. Во ова време не време, а сум непоправлив оптимист во животот, треба да му се оди во пресрет на проблемот, не да чекаш да се случи па да го разрешуваш. Тоа е во животот, ако можеш да го насетиш проблемот. И пак ќе кажам, јас сум човек кој сака да шири една ведрина, например во октет кога сме пееле, дека се исто,
да кажеш некој виц, штос, кумановски им се мајтапчи, има ги тие еротски со благ еротски набој, да направиш расположение, да не мора, не може да те сака в свито, нигде нема. Значи, имаш и намќори кои нема да те сака, кои нема да ти се радуе, али мора да го прескочиш тоа, како 110 метра со пречки или со препонама. И елегантно, како газела. Значи, им посакувам да си го чуваат здравието, животот е убав, да се радуваат на новиот ден, да се насмејани, бидејќи и смеењето и пењето го продолжува животот. Еве, ние ќе ти го продолжиме животот со уштедно вино од Сковин. Ние уживавме, ова повели ова ви благодарам мало од внимание од срце. нас. Благодарам или фала по кумановски? Фала. Или мерси по француски, пошто не е Добро, во... бевме ние во Нотр-Дам вашиот. Во Нотр-Дам, да. Фала на поканата, викајте, па, ако сакате, видите се Ќе уредничко, дојдеме на промоција. серију, цело серијал ќе направиме, не знам. А ако има вакво мези на промоцијата ти доаѓа. Има мезет, немој да не терате лојза да копаме и тие тешко физички рад, мезет ќе има увек, дај Господ. И што ми мислите, Господ да ви врати? Тоа е моја една парола. Тогаш пазите што да ми мислите. За крај, Нино, уште еднаш Вика, крај, здравистина е крај. Не дека ни е до пиењето. Па тоа е, да. Тој дека звони како Нотр-Дам звона. На здравје. За многу години, за обавини. На здравје. Веќе добро се познаваме. Најдобар мирис, вкус и нова фантастична наградна игра на Елит Кафе. 60 велосипеди, 10 фрижидери, по 30 телевизори, микробранови, правосмукалки и многу други награди. Провери дали твојата кесичка е добитна и на здравје кафе со Елит Кафе. Милениумска традиција. Скопско виногорие. Јас искрено се надевам дека вие уживавте во денешното издание на Мастрав Муабет. Кумановчани дефинитивно се покажаа дека се едни од најгостопримливите домакини во Македонија. Уживавме и со Нино Величковски. Особена благодарност до Делукс, кој што ни дадоа на најубав можен начин да се возиме низ Куманово и да го разгледаме Куманово. Не заборавајте да бидете среќни, да уживате во животот, да се чувате, да го чувате вашето здравје, да пиете колаген и да пиете маџун, за да останете здрави и да се избориме со овој коронавирус, па еднаш нормално и да снимиме на добра емисија со голем број на луѓе и голем број на гости, заедно сите со Мастрав Муабети во еден голем ресторан и да уживаме сите заедно во благодетите на животот. Бидете добри, останете добри и се гледаме.